Игор Кондовски, за почеток да се навратиме сосема во на твоите лични почетоци. Твој инструмент е виолината, нели? Но да ни кажеш кога почна да се интересираш за виолината како инструмент и воопшто за музиката? Па, почетоците. Почетоците можам да ги кажам од 7 годишна возраст. Нормално, каде што сега сум вработен како педагог и наставник во ДМУ Тодор Скаловски Тетоец, таму и нормално го завршив основното образование. Пред 7 годишна возраст, да кажам, кога сум бил дете, ете така, по дома, нормално од кујна, мислам, тенџерињата и лажиците секогаш биле кај мене, мислам, стално сум бил, мислам, од тука веќе се приметувале некои знаци дека, ете, моите родители дека треба да ме испратат музичко, каде што и они веќе, мислам, мојата прва наставничка Севда Илича, еве да ја спомнам, како го започнав, нели, првото образование, нормално ја откри мојата прва дарба и мојот талент кон музиката. И сега конкретно тоа е за виолината, мислам, нижото музичко таму го имам завршено, подоцна МБУЦ Илија Николовски Луи во Скопје, Музичката академија во Скопје и кај професорот Оле Контраденко во Пласа и така. Сам пројави интерес за виолината или имаше совет од професорката или можеби некој друг? Па да, мислам, веќе беше очигледно тоа, нели, кога веќе дома си така. Мојата сестра свиреше виолина и така да јас мислам од пораснав со звукот на виолината дома, така да и од сестра ми страната, слушајќи ја во мојот дом, значи веќе прерасна во интерес кон тој инструмент. Може да се каже дека еден од сложените инструменти произведува така нежен звук, но делува како да е малку комплексно за учење, за совладување. Па покрај музикалитет бара многу добар слух. За разлика, например, еве од пијаното ќе го спомнам, каде што повеќе тоа е потемпериран звук и таму повеќе пијаното може само да има погрешни ноти, а тука секогаш се појавуваат меѓутонови и така да долго време се работи на интонацијата и долго време додека се просвири. Џабе не го викале народски дека е кралица на инструментите. Па да, мислам, поприлично е тежок инструмент. Бара многу години за да се добие соодветен звук од него. Веројатно и секојдневно вежбање. Секојдневно вежбање и тоа многу повеќе од многу други инструменти, иако сега да не испадне дека и другите инструменти, секој инструмент си носи своја тежина, но сепак виолината, еве, можам да кажам дека бара многу часови вежбање, значи бара 5-6, ние на Музичка академија дури сме вежбали по 10 часа за да се спреми тој програм, поготово ако сакаме да бидеме академски музичари, значи тоа е веќе една сосема друга категорија, ако веќе сакаме да станеме професионалци од таа област, значи бара многу повеќе работа, многу повеќе труд и години. Сега предаваш виолина во музичкото училиште во Тетово? Да, во ДМУ Тодор Скаловски Тетоец. Веќе сум 17 години. Колку има заинтересираност веќе и младата популација можеби токму за тој инструмент? Па за виолина од секогаш имало интерес. Гледам сега дури и повеќе има интерес од некогаш. Сега тоа дали е нешто поврзано со градот, сега тука не можам да кажам. Дали дека е комерцијален инструмент, бидејќи сите го знаат како... Но моje мислење е бидејќи виолината може да се вклопи во многу жанрови музички. Значи, покрај класика може да влезе слободно во джезот, во фолк музиката, во разни видови на фолк, значи во разни жанрови може да сретнеме. И најверојатно од тука доаѓа најверојатно и тој интерес. Бидејќи во специфичната фолк музика, исто виолината преовладува во многу. Да, и во етно песните ја има застапено. Па и генерално и во сите жанрови, мислам, во многу жанрови таа се појавува, како пијаното, гитарата, така и виолината. А и генерално за тие три инструменти има и многу интерес во нашето училиште, за разлика од другите инструменти што се. Се забележува можеби некои
пораст на бројот на деца кои што вака низ годините, што ти кажува искуството, да се интересираат повеќе за виолина, за гитара? Па процентуално многу повеќе. Процентуално повеќе, дури сме и повеќе колеги моментално по виолина. Некогаш бевме двајца, па се зголеми на тројца. Сега сме 6 колеги, 6 наставници, мислам професори по виолина. Така да има интерес. Генерално во основното музичко има интерес за нашиот инструмент, за гитара и за пијано. За другите инструменти некако помалку, може би во времето кога јас учев имало интерес за, да речам, повеќе за кларинет и хармоника. Кларинет има интерес, но е некако опаднато, а за хармоника многу повеќе е. Многу е помал интересот него ли некогаш. Така да генерално виолината има доста интерес, многу повеќе него ли некогаш. Кога сме кај интересите, не се бавиш само со тоа, иако е тоа нели твоја професија, се интересираш и работиш и со фотографирање и режирање на документарни филмови и кратки филмови. Значи режија и фотографија. Како се роди таа љубов кон фотографијата и кон филмовите? Па тоа генерално значи тој дел на визуелни уметности ми бил секогаш паралелен. Паралелен свет кој што сум ја имал исто таа љубов како и кон музиката. Сега јас имам еден свој свет каде што визуелните уметности ги ставам во некаква комбинација со музичката уметност, така да таа паралелно се движела. Мислам, јас во детството имав и аналогни апарати кои што си правев фотографии. Од тука интересот, нормално тоа си почетоците на документарната фотографија, стрит арт фотографијата, така да имам некои фотографии што сум ги правил и како дете. Иако, да, мислам, тоа било, паралелна. Едноставно... Може би си мислел дека е уште еден плюс начин на изразување на уметникот, така? Да, така. Сега, најверојатно тука се појавува и тој мултимедијален, мултиартистичен момент кој што не знам, бидејќи најверојатно паралелно се движеле како љубов и така да од време на време преовладува музиката, од време на време визуелните уметности и така да таа е таа комбинација. Користиш и твоја авторска музика за документарните филмови, да речеме? Многу ретко. Многу ретко. Да, многу ретко, затоа што кога се посветувам на визуелната уметност, се посветувам стрикно на таа уметност. Значи, веќе ја давам жртвата комплетно на таа уметност и кога се создава филм или фотографија, сум сконцентриран таму. Иако може би латентно и внатрешно во мојата подсвест функционира и музичкиот дел, но тоа е повеќе како инспиративно и повеќе како начин на изразување и повеќе како начин на изразување од сензитивен карактер. Пошто виолината е нели нормално и музиката, мислам, општо и виолината е, да речам, еден софистициран инструмент и може би тој софистициран дел и тој сензитивен дел некогаш значи внатрешно нели го префрлам како инспирација нели во визуелниот дел на уметноста, во филмот или фотографијата, но генерално ги одвојувам. И многу ретко користам моја авторска музика, доколку ако евентуално го направам филмот, одлегне еден период, па тогаш да се сконцентрирам на музичкиот дел и да видам каде и што би можело да влезе. Мислам, тогаш размислувам како би ја искомпонирал нормално музиката, што би била соодветна за филмот, што веќе сум го создал и сум го направил претходно. Сега, од друг аспект, генерално уствари не користам многу музика во моите филми. Значи, документаристички, класично да кажеме. Кои се најчесто тематиките, еве и на фотографиите и во документарните филмови, или има разлика, кажа стрит, нели, фотографија, може би е тоа повеќе застапено, а во документарните нешто друго? Па добро, тоа го надоврзувам за тоа што сум го правил и како дете. Нормално, како деца, нели, тоа ми било како дел од мојата играчка, нели, сум имала аналогни апарат
сум бил нели на улица нормално, кога сум играл, сум фотографирал нормално деца и такви работи. И да речам тоа се некакви почетоци на некаква документаристика. Но со тек на времето нормално како созреваме, нели, дали академски, дали нели веќе професионално, темите малку ги издвојуваме, така да од областа на документарниот филм јас се задржувам многу често на старата школа. Најверојатно бидејќи тоа го учевме на нормална драмски уметности, на факултетот за драмски уметности. И така да многу слабо користам музика, чисто тематиките се екзистенцијални, нешто што можеби мене ме поврзува, бидејќи нормално за да градиш филм, па еве и музиката нормално како уметност или генерално уметноста, мора да е нешто што излегува од тебе, значи нешто што е поврзано со твојот живот. Така да секогаш најдобриот филм е дел од твојот живот. Веројатно Значи, тука е емоцијата на Па самото дело. Па генерално не само емотивно, туку и начинот на живот. И секогаш се тие најдобрите филмови и да речам и не само визуелно, и генерално најдобрата уметност, мислам и не само уметност, туку и музиката еве, ако веќе се изразуваме уметнички, со таа професија е најдобро да биде тоа дел од нели од својот живот, мислам. Кажи ми, до сега фотографии предпоставувам имаш многу изработено, но дали некогаш си работел тематски или секогаш е како слободен избор твој, или имаш некои колекции кои што се, да речеме, групно, нели поврзани едни со други, раскажуваат некоја приказна можеби? Имам различни видови на теми, имам различни видови на тематики кои што исто така многу интересно се како начин на инспирација, пак се надоврзувам кон музиката, бидејќи тука се случуваат многу интересни конекции помеѓу самата музика, бидејќи работам амбиентална музика и саундскейп, и така да многу често се случува и да фотографијата станува и амбиентална, минималистична и доста мистична. Така да во последно време некако како да ми се во комбинации, како да ми се во една линија музиката и фотографијата. Сега се случува некогаш да има и различни тематики. Сум работел и порачани тематики, нели, на фотосесии и така натаму, но многу ретко, бидејќи тоа и многу често го избегнувам. Си имал и изложби, така, ако не се лажам, во државава, надвор од државата, колку се на број? Значи, моментално имам реализирано 2 изложби со поддршка Министерство на култура на Република Македонија, бидејќи сум официјален фотограф на Тетово джез фестивалот тука. И тоа се уствари концертни фотографии. И така да првата изложба беше Тетово джез моменти 2019. Втората изложба е 2020 на сцена. Таму не беа стрикно фотографии од Тетовскиот джез фестивал, туку беа и сценски фотографии од фестивалот за албанска сериозна музика, што се одржува секоја година во Скопје. И една изложба имам во Смедеревска паланка во Србија. Таа е обични профили. И тоа е малку поразлична и и како концепт е многу повеќе поврзана кон тоа што ја генерално го работам. И концептуално е повеќе на стрит арт фотографија. Значи тоа се профили на баби, на дедовци, на улични просијаци, на роми и така натаму. Следно нешто планираш во таа област, изложби на фотографии? Па истата ова изложба, обични профили, ми е одобрена како проект со поддршка на Министерство за култура. Ќе биде во Културниот информативен центар во Софија, во Република Бугарија. И имам уште една изложба која што се вика Сфера, која исто ми е одобрено од Министерство за култура. Таа е сега во јуни во музеот на Тетовски крај во Тетово. Тоа е. Што се однесува до документарните филмови, колку, ако го знаеш, нели, нивниот број до сега ги имаш сработено,
се разбира, нели имаше и многу освоени награди. И веројатно ги испраќаш на фестивали. Па да, морам прво да кажам дека моментално работим исто на сериозен документарен филм. Иако малку ни се одвлечка, со Revolution продукција и продуцентот Дејан Милошевски. Значи, работиме за Ване Црнгаров, македонскиот Елвис Присли, што е, да речам, едно од тематиките кои што ете, можеме да кажеме дека не се секогаш тематиките поврзани со тоа што ние сакаме да го работиме, но сепак е тоа разликата е во тоа што нели како професионалци мораме да работиме и веќе некакви тематски кои што нели ќе бидат не наметнати, нели нормално ќе бидат како предлог. И секако нормално дека и тие теми може да се образуваат нормално како што ние би сакале на некој свој начин. Сега од документарни филмови, што предходно сега да се сетам имам работено за Младински образовен форум. Значи таму имам работено 2 документарни филмови со МВО Инфоцентар. Тоа морам да го спомнам, значи тоа е документарецот До кога, кој што исто беше на еден европски фестивал во Нови Сад. И тоа беше документарец чисто за тоа е документарец за инфраструктурните проблеми на градот Тетово. Нормално што ние на сите болка. Нешто што си трае со години. Така да, и не гледам дека се уште е тоа решено како проблем, значи ние уметниците најверојатно се уште треба да работиме на тој случај. Гласно се зборува, да. И да се збори гласно нели за тоа. Значи имам добиено Гран При на државниот филмски фестивал во Скопје 2020, значи минатата година. И тоа е филм за тетовските стари хористи, кој се вика Јас ке си пеам. Така да, на истиот фестивал 2019 имам освоено 3-та награда, но тоа е краткометражен игран филм, кој се вика Попладневни малини. Така да имам и ред други награди. Моментално ми се примени истиот овој документарен филм Јас ке си пеам, примен ми е на еден фестивал во Канада. Исто имам последниот филм Белешка, кој што тематиката е поврзано со ковид ситуацијата и значи не стрикно за ковид ситуацијата, туку за луѓето што починуваат, што не можат нивните најблиски да ги погребаат или да ги испратат на некаков достоинствен начин. Значи тој филм Белешка ми е примен значи ми беше на еден филмски фестивал во Индија. Сега ми е примен во Италија, исто на еден филмски фестивал. Така да тоа е од прилика. Колку се за тебе важни овие надпревари, како ги кажеме, фестивали и самите награди, или важно ти е само да учествуваш затоа што нели тоа доведува до процес на етаблирање твое лично и надвор од границите на земјата. А се разбира, нели наградите веројатно се и мотив за уште поголема работа и труд вложен. Јас мислам дека повеќе како мотив. Знаеш, Бела Барток има една интересна мисла. Вика, надпреварите се за коњи, не се за уметници. И некако таа мисла е многу логична и јас стојам позади тоа. Секако од една страна како лична сатисфакција, етаблирање, да ни кажат браво, мислам дека тоа веќе излегува од рамките на љубовта кон професијата, бидејќи да си уметник е исто професија како и сите други професии. Ние можеби само правиме да го направиме подобар животот на луѓето, нели нормално не е тоа професија која што треба ние да мислиме дека правиме не знам што. Од друга страна, мислам тоа е мој личен став.
дека убаво е да се носи на фестивали, убаво е луѓето да те спознаат на некаков начин, но сето тоа мора да биде до некоја граница и да биде избалансирано, за да не се изгубиме во тој барабан, знаеш, затоа што тука можно и да ја изгубиме и љубовта кон професијата. Затоа што веќе создавање на некакви не знам, квази елитни уметнички друштва, па да се трудиме да влеземе таму, па не признале, па не признале. Веќе тука секој уметник веќе се губи сами од себе си. И мислам дека тука си ја губи сопствената инспирација. И многу уметници завршија во еден ќорсокак. Затоа што ние треба пред се треба многу да се жртвуваме за професијата како уметници. Значи жртвата е многу важна. Како во секоја професија што треба да се жртвуваме, така треба и во уметноста да се жртвуваме. Значи било кој вид на уметност, значи дали е тоа музичка, ликовна, дали со фотографија или се работи за филм. И така да од тука сакаш да кажеш можеби дека идентитетот треба да се задржи и автентичноста, да не се изгуби уметникот низ лавиринт машинерија, да речеме. Секако мислите на овие големи уметници кои што после смртта веќе луѓето сватиле дека се големи уметници, можеби во тоа време не биле сватени, еве Пабло Пикасо, па исто има една мисла, еве ќе ја парафразирам, дека детето е уметник, но кога ќе порасне, добро е да остане да биде уметник. Значи од тука доаѓа исто е тоа логично, како што и Бела Барток кажува дека надпреварите се за коњи, а не се за уметници. Значи уметноста е еден е видна професија која што пред се мора да биде поврзана душата со духот. Значи и за да остане љубовта кон таа професија, треба да пазиме, да го балансираме за да не се изгубиме во барабанот на тие комерцијални води. Знаеш, тие фестивали, па тоа признавање, па ете дека сме биле на тој фестивал, па критериуми вакви, критериуми такви. Сето тоа е убаво, но сепак како да кажам, треба да биде избалансирано. Значи пак ќе напоменам, мора да е со некаков баланс за да не се изгуби љубовта кон професијата. Спомена дека сето тоа е убаво, нели, да се создава и уметноста како таква и да се работи од љубов, но убаво би било, нели, од другата страна да се восприема од луѓето кои што и се љубители на уметноста и воопшто. Да се осврнеме малку и на локално ниво. Колку е тоа возможно тука кај нас во Тетово? Со оглед на тоа дека немаме кино, театарот може би постои, но со турбуленции, со специфични периоди и услови, кои што многу пати нели биле споменувани. Кој е твоето гледиште по тоа прашање? Ни фали ли многу работа во тој поглед? Затоа што уметноста и љубовта нели се многу блиски, но треба и да се работи за да се овозможат ваквите искуства, нели, човек да се културно воздигне и така натаму. Па добро, генерално мислам дека не е само во градот Тетово, мислам дека проблемот со културата е на државно ниво, што не мислам дека е тоа проблем со нашите соседи. Може би некогаш постоеле некакви културолошки критериуми, а исто имам еден мој став кој што мислам дека критериумите можат и за кратко време да се создадат, да се формираат. Но сега од една страна ние живееме во еден вид глобализација која што нормално како што е присутна во светот и каде што и покрај ковид ситуацијата нормално, како што културолошки културата и уметноста преживеа шок во светот и нели нормално во појаките цивилизирани центри во светот, така мислам и ние тоа некако го доживеавме како хендикеп, но не го обвинувам тој дел затоа што ние и пред ковид ситуацијата малку од повеќе бевме хендикепирани лично во градот Тетово, а и на државно ниво. Така да
за генерална култура во еден град, ако Тетово се нарекува град, значи потребно е да има кино, потребно е да има театар, значи потребни се културни институции кои што ќе работаат и кои што ќе бидат секогаш паралелни со останатиот, нели, нормално начин на живот во еден град. Ако ние се нарекуваме градска средина, град и така натаму. Тогаш може да се каже дека тука нема каде луѓето да го прават тоа и веројатно останува на самите уметници да ја играат таа улога на лица кои што ќе се грижат за другите да бидат во допир со културата и со уметноста, да видат нешто, да прегледат. Па тоа е проблемот кај нас, затоа што ние го копираме малку полошиот дел на глобализацијата. Значи, ние имаме контакт со лично градот Тетово, значи има контакт со западниот свет, значи со Западна Европа, со повисоките цивилизирани центри, но не го копираат она што е потребно за овој град. Значи, копираат некој тип на глобализација која што нас не ни е потребна тука. Но сепак не можеме никого да обвиниме, затоа што народот што е формира таа градска средина и тој град, според нивните побарувања, градот го нуди тоа што треба. Значи, доколку процентуално градот, луѓето што живеат во градот Тетово, нормално не бараат кино и театар, и нормално ако им е убав животот без кино и театар, тогаш не гледам тука спорно дека би имале ние потреба за кино и театар. Доколку луѓето не се свесни и не спознале таа културолошка страна. Сакаш да кажеш, може би е малку пасивно однесувањето или... Така. Тоа е едната страна, но јас мислам градот Тетово низ историјата малку наназад. Мислам, јас чисто ние сме пораснали, имало кино во овој град, значи имало центри, имало некаков театар. Тоа може би бил аматерски театар, но секогаш имало нешто што, а сега го немаме ни тоа. Значи тоа малку што сме го имали и тоа сме го, како да кажам, сме го уништиле, сме го фрлиле во некоја сенка. Значи постоеле хорови, можам и тоа да кажам. Така да... Решението според тебе би било малку поголема активност на тоа поле? Па да, мислам дека доколку се прават, јас не сум во политиката, не сум значи, помеѓу партиите, но сепак политичкиот, сите оние партиски кампањи што се прават, да посветат внимание малку и врз културниот дел, генерално врз уметноста во овој град. Значи системски да се действува. Системски да се действува, малку да се посвети. Пример, ние немаме македонски професионален театар, а никој не зборува за тоа. Значи, аматерски театар е едно, а професионален македонски театар, значи како институција каде што ќе бидат вработени драматурзи, актери, значи професионални, дипломирани академски актери, академски драматурзи, режисери театарски, без разлика дали се тоа од Скопје или од други градови, кои што ќе доаѓаат тука, ќе работаат, ќе ни нудат некаква програма, тогаш можеби и македонскиот дел на популацијата во Тетово ќе има прилика да спознае малку и од тој дел. Тука да се активира и детскиот театар. Значи професионалците исто да бидат поактивни околу детските представи, детскиот театар. Да има програма за... Да има програма. Сега ова зборувам за македонскиот дел. Затоа што знам дека има албански професионален театар, тој колку толку функционира. Така да тоа е генерално. Ако ние самите уметниците не создадеме нешто, а и кога ние го создаваме, исто напоменуваме околу тоа дека има и слабо публика. Значи има и слаба посетеност. Значи луѓето тука мора исто така тоа да го решат како проблем. Дека доколку има некакви настани, значи да бидат позачестени. А луѓето се пасивни во овој град затоа што од претходно и сега нема редослед во културниот начин на живот. Нема редослед каде што тие деца
генерацијски не созреваат, ама не созреваат со навика дека треба, не знам, во петок да се излезе во кино. Од понеделник до четврток имаме програма, значи се игра Шекспир, се игра Нушич и така натаму. Дека денеска во среда и во петок имаме театарски представи кои што играат за да можат младите да отиднат, нели. Ако не ова недела, наредна недела и така натаму. Значи да има некаков редослед. И така мислам дека луѓето ќе стекнат некаква активна навика на културен начин на живење. Јасно. Конкретно за тебе лично, со оглед на тоа нели дека професионално се бавиш со музика, но напоредно како што зборувавме и со документарни филмови и фотографирање. Има ли нешто од овие три што тебе ти е најдраго? Или едноставно како што кажа и пред малку ги комбинираш, ги поврзуваш и си наоѓаш задоволство во било која од тие активности? Па да, комбинацијата. Комбинацијата и инспирацијата секогаш ми се поврзани. Па види сега, знаеш, филмот, пошто е како последна седма уметност, таа е поврзана со сите уметности, но е истовременска уметност, како што е музиката. И таа е многу поврзана со архитектурата и музиката, па после тоа со останатите уметности, без разлика дали е тоа визуелна уметност. Значи, ние можеме да ја поврземе со ликовната уметност, можеме да ја поврзиме и со книжевноста и така натаму, но пред се е поврзана со музиката и архитектурата. И сега тука таа комбинација е едноставно создавање на еден мој свет. Значи тоа е едноставно што јас го создавам. А и гледам дека генерално во светот многу режисери се и музичари. Или ете Емир Костурица на пример си има свој бенд, Джим Джармуш исто така. Дейвид Линч има своја група свири. Има свој музичко студио, така да генерално и успешните филмски режисери, да кажам, се и поврзани со другите уметности. Така да филмот е генерално изрела уметност, така да таа е многу, како да кажам, многу од тие уметници ликовни и од многу други професии кои што не се уметнички, значи да речам на позрели години или на повозрасни години завршувале факултети, се занимавале со филм. Бидејќи филмот генерално не е детска уметност. Значи е како да кажам сега, значи покрај што е помудра, е зрела уметност, пошто ги опфаќа сите уметности. Значи мора да се помине еден период за да се стигне до филмот. Кажи ми, самиот веројатно ги и технички ги изработуваш филмовите, од типот на монтажа, звук, слично? Па добро, да, ние може да се каже дека филмските режисери се и до некаде и монтажери, и фотографи. One man show. Па да, многу често се и тоа. Мислам, ние сме ги следели тие предмети нели на факултетот за драмски уметности. Сме имале 4 години сме имале монтажа, сме имале 2 години фотографија, 2 години ТВ снимање. Така да работа со актери. Така да генерално за мене еден филмски режисер мора да знае да фотографира, мора да знае барем базичните работи сам да ги сними, да измонтира и така натаму. Значи тоа е базата. Значи тоа е во музичкиот свет, например, како што е диригентот. Диригентот мора да знае да свири, например, некаков инструмент. Генерално тоа е пијаното. Значи мора да знае да чита оркестарски партитури, мора да знае да седне да ги отсвири на пијаното. Значи не е тоа само низлегол и мафта, значи тоа е истото е како филмскиот режисер. Тоа е екипна работа, како што и диригентот работи со оркестарот. И он работи екипно, и филмскиот режисер работи екипно. Така да мора тие базични работи што се поврзани околу филмот мора да ги познава. Тоа е мој став, личен. Не е само, кажавме, нели, љубовта и идентитетот на уметникот се многу битни во оваа работа, во оваа професија, но од нешто и мора и да се живее.
Напоменавме и дека ситуацијата ете конкретно локално кај нас во Тетово не е на завидно ниво, нели, во тој поглед и државно. Што да се прави во таа насока? Уметниците кажавме дека нели е нивна професија тоа како и секоја друга. Мора и да заработуваат. Каква е ситуацијата во тој поглед според тебе и дали можеби може да се каже или да се заклучи дека уметноста и културата не се баш вреднувани во тој поглед? Па сега за да се вреднува култура или уметноста во културата, мора да има култура. Мислам, мора да има одредена свест на култура, генерална култура, која што нели нормално за да се препознае дел од уметност, а тоа нормално сепак се гради со години и како што и претходно напоменав. Значи ако во градовите генерално во Македонија и конкретно во градот Тетово, ако се формираат нели нормално повеќе друштва кои ќе работат околу тоа, ако има повеќе настани културни, ако има редовен театарски репертоар, редовен кино репертоар, и кога младите би се запознавали, кога редовно би оделе, или генерацијски, тогаш би се стекнало одредена свест на одредена култура и тогаш можеме генерално да се пофалиме дека веќе се изедначуваме со поцивилизираните земји и од тој аспект нормално ќе има и подобро вреднување. Нели луѓето ќе знаат, ќе изградат и сопствен или како критериум за себе си, за да знае да вреднува што е добро, што е лошо. И нормално со самото вреднување ќе и самиот аудиториум кој што е многу важен за уметниците, ќе знаат нели да ќе придонесат и за нормално и за финансискиот дел и за ако лично вреднувањето на самата професија. Така, ако лично он веќе знае да препознае некакво вреднување од областа на уметноста и културата, така да тој ќе знае утре и да допринесе за таа култура. За крај, пандемијата нели беше изненадување за сите, погодени се буквално сите сфери. Животот стана многу чуден и изолиран. Дали можеш да кажеш дека иако во такви услови кога сите треба нели да бидеме оддалечени од себе со маски на лицето и лоши нели сценарија и исходи, за жал за многумина, дали може да се каже дека токму уметноста и културата ќе бидат тие кои што ќе го спасат човештвото од лична негова промена на духот? Значи да не се чувствуваме сами, да не се чувствуваме изолирани, да не се чувствуваме дека едноставно светот ни пропаднал, што се вели. Сега ја пак сум мисла. Достоевски вика убавината ќе го спаси светот. Може би убавината ќе го спаси светот, но тоа има неколку, како да кажам, неколку формули околу тоа. Каков тип на убавина, кој тип на убавина, дали убавината на духот, дали убавината на душата. Знаеш, луѓето многу често ги мешаат душевното со духовното, а убаво би било кога уметноста би била поврзана и нели душата со душевното со духовното. И да бидат во некаков хармоничен баланс. Па не знам, мислам дека ковидот од една страна направи добро, од една страна направи лошо. Може би кога се појави целата таа ситуација минатата година, да речам културните дејци и светот беа малку во паника, што понатаму, значи се затворија културните центри, малку се може би самата таа паника и направи да они некако и економски се нели со самото затварање на центрите, затварање на настаните и сето тоа, значи малку да има некаков економски колапс во културата во светот, но гледам дека со текот на времето, еве сега оваа година, значи веќе
како да кажам, неполни 2 години се соочуваме со овој проблем, гледам дека има и добра страна. Добрата страна е дека да речам останатиот дел на светот, каде што да речам посиромашните делови од светот, нели нормално Африка сега да не спојувам, каде што луѓето на пример немале пристап скоро кон ништо, сега е многу добро, да речам и тука кај нас, бидејќи ние немаме скоро воопшто некаков посебен редовен културен живот, можеме полесно да стигнеме преку тие видео, онлайн настапи, настани, што се многу поактивни поради самата ситуација и можеме ние да мислам од нормално од дома да ги следиме и да ги гледаме тие настани. Саш да кажеш е подостапно. Подостапно, да. Затоа што порано луѓето нели за да отидеш на Миланска скала или да отидеш некаде каде што сакаш да видиш нешто, треба да се организираш, а не можеш тука да ги донесеш, бидејќи тоа се големи уметници кои што бараат големи хонорари. И така да тоа е, мислам, лично за мене е многу добро затоа што еве лично мене ми е многу подостапно. И јас на пример еве вчера го следев еден детски јуниор надпревар за виолини на Јехуди Менухин, посветен на познатиот виолинист Јехуди Менухин. И еве за нас на виолинскиот канал е многу убаво достапен. Нормално да видиме што се случува во светот. Бидејќи не можеме да бидеме таму, така да од друга страна, има и позитивна страна ковидот со тоа што таа култура ни е достапна нели на нас тука, каде што малку сме хендикепирани од тој аспект, да можеме и ние да ги следиме тие настани. Имаш за крај некоја порака за млади лица кои што можеби сакаат се интересираат за уметност или воопшто за граѓаните на Тетово? Некоја позитивна порока од типот да не паѓаат со духот согласно или на ова што претходно го кажаете, да гледаат на позитивната страна од целата ситуација? Па да, позитивната страна јас би препорачал вака на граѓаните на Тетово. Мислам на народот да си следи настаните, значи има полно настани на онлайн. Има настани на YouTube, на сите овие социјални мрежи, почесто да ги следат, значи да не се инволвираат многу во политички дебати и сето тоа. Убаво е да се следи до каде е ситуацијата, но да се балансираат, едноставно да ги балансираат нештата, значи да ги следат културните настани, бидејќи сега ни се многу достапни. Може би кога ќе се реши целава ситуација, па нема да ни бидат достапни, така да значи тоа генерално би го кажал, значи граѓаните да ги навистина има многу убави настани, повеќе да посветат внимание на тоа, да следат и да уживаат во тоа. Од педагошки аспект, пошто сум еве педагог 17 години, можам да кажам дека има многу талентирани деца. Стриктно за музиката е многу битно што порано, тоа е подобро. Истото мислам и за да кажам и за другите уметности. За филмот би кажал дека имаат време, никогаш не е доцна, затоа што филмот е сепак уметност која што од многу аспекти е добро да се поминат прво овие уметности, да се вкусат овие уметности, за да нели нормално со текот на времето ако натежнат кон таа уметност, значи кон филмската уметност, да знаат да ја комбинираат и да пристапат, што би се рекло, позрели онака. Затоа што сепак уметноста е стварно жртва, како и многу други уметности, мислам како и многу други професии. Така да и филмот е жртва. И препорачувам на вистина младите луѓе и сите оние да генерално значи да не еве ова е на пример од аспект на инспирација и на градење на некаква тема или на нешто.
доколку креираат или се занимаваат со некоја уметност, да едноставно да се потрудат да биде дел од нивниот живот. Значи да не се срамат, да го искажат тоа што е внатре во нив. Значи да не биде тоа, не знам, некаква тема наметната или не знам што. Дури ние и на факултетот за драмски уметности секогаш првата вежба ни била аудиофилмски портрет. Значи прво сме снимале документарен филм за себе си, за да ние се разоткриеме кои сме и што сакаме да работиме, кои теми да ги работиме, па после следат нормално документарните па играните филмови, бидејќи документарниот филм е како мајка на играниот филм. Добро е прво да се снимаат документарни филмови, па после тоа играни филмови. Така да и за другите уметности, мислам генерално и за музиката, да бидат трпеливи, затоа што бара време, бара жртва и да не се откажуваат. Да си оставаат секогаш време и простор и да позитивно дека исходот ќе биде добар. Дека само да работат врз база на тоа и дека исходот секако ќе биде добар на крај.